Добро вечер. Како што видовте, топ тема на ваша страна има и нова најавна шпица. Се разбира, во фокусот секогаш е граѓанинот. А најновата анкета на Телма и МЦМС, која изработи им проспект од 4 до 11 септември на 1005 испитаници со репрезентативен национален примерок, покажува целосна промена на политичката реалност на македонската политичка сцена. За прв пат политичките анкети кои ние ги спроведуваме покажуваат водство на СДСМ пред ВМРО ДПМНЕ, кое е уште поизразено во рейтингот на Зоран Заев наспроти Никола Груевски. Останете со нас. Порталите блиски до ВМРО ДПМН, свесни за новиот однос на политичките сили, денеска објавија фиктивна анкета во обид да го дискредитираат истражувањето, да ја спинуваат неповолната информација за рейтингот на ВМРО ДПМН. МЦМС категорично тврди дека таква анкета, каква што денеска е објавена на порталите блиски до ВМРО ДПМН, не е направена. Инаку анкетите на Телма и МЦМС беа исклучително прецизен барометар на расположението на гласачкото тело пред и по парламентарните избори. И Телма проектираше разлика од плюс-минус 2 пратеника, која доби целосна потврда на денот на изборите. Новите истражувања на јавното мислење проектираат победа на СДСМ на локалните избори, која е изразена во цифра која е поголема од можната статистичка грешка на анкетата. Речиси 60% од граѓаните се задоволни од работата на владата во првите 100 дена. Но граѓаните имале едни очекувања, а владата приоритети дала на други области. Рейтинзи, кростабулации и оценки за првите 100 дена влада, но и за очекувањата од локалните избори, вечерва и утре вечер во топ тема на ваша страна. А вечерва анализираат Ермира Мехмети, поранешна пратеничка, Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка и Марко Трошановски од Институтот за демократија. Ви благодарам на сите што вечерва сте тука за да го анализираме првиот дел од анкетата, односно резултатите кои пред се однесуваат на работата на владата во првите 100 дена, меѓутоа и за тоа какви се очекувањата на граѓаните во однос на идните градоначалници и кандидатите за градоначалници. Меѓутоа една вест што денеска беше практично спин, доведе до тоа да ние малце порано го објавиме резултатот од анкетата планирана за објава утре вечер. И видов се од оваа анкета се виде дека за прв пат по повеќе од 10 години СДСМ ја има водечката позиција над ВМРО ДПМН, а истата ситуација и кај лидерите Заев е пред Груевски во анкетата. Кржаловски со оглед на овој резултат, еве заедно ги работиме анкетите и кажав дека до сега немало грешка и големи отстапувања, на што се должат ваквите резултати од оваа анкета? Дали власта ја направи СДСМ да оди нагоре во анкетите или пак тоа што Груевски е во опозиција или нешто трето? Прво да појаснам за претходниот дел дека МЦМС во соработка со Телма го правила во рамките на проектот финансиран од USAID кој започна минатиот октомври и до сега сме направиле 2 анкети пред изборите и 2 после ова фактички пета, ама по пауза од некои 6 месеци во март, некаде почетокот на април беше последната. Сите анкети кои ги нарачал и спровал било која агенција за нарачан од МЦМС се објавени на веб страницата на МЦМС и се достапни во било кое време и сега може да се провери. Да, дали значи дека она што денеска го објавија некои портали? Дека сме правеле анкета во. Значи не е точно дека е правена анкета. Не сме правеле анкета, значи сите посебно за рейтинзи, значи ние правиме анкети за други прашања, меѓутоа за рейтинзи се исклучува во рамките на овој проект и сите тие се и објавени на топ тема 4 и ова пета денеска и на вебсајтот на МЦМС. На прашањево за промените, веројатно утре повеќе ќе зборувате за конкретните резултати, бидејќи денеска фокусот ни е 100 дена на владата, меѓутоа да се гледа промената. Прв пат е СДСМ во благоводство,
и веројатно голем дел од тоа се должи дека нели на ефектот на перцепиран победник, дека со самиот успех да се состави влада после се што се случуваше овие 5-6 месеци, делот гласачкото тело поблагонаклоно гледа кон нив и генерално кога се било која влада која почнува, првите месеци вообичаено има поголем рейтинг. Ермира, со оглед на вашето политичко искуство, како вие толкувате кога еве се случуваат вакви промени на политичката сцена, практично победникот, односно владеачката партија да биде прва на анкети, ВМРО ДПМН која долго време беше неприкосновена во анкетите, да биде во пат, а истото се случува и кај рейтинзите на лидерите. Никола Груевски дури имаше навистина многу голем рейтинг и во однос на неговата политичка партија, сега пак се случува и ВМРО ДПМН да има поголем рейтинг од Никола Груевски. Што мислите вие, на што се должи тоа? Па јас мислам дека тука се во прашање повеќе фактори. Прво, мислам дека општеството се обидува се уште, но еве ова денешно воспинување на анкетата покажува дека се уште не е до крај расчистено со она логика на фейк ньюз или лажни вести или така наречена поствистина, нешто што изгледа е премногу тренди, премногу отворено и модерно и на запад, не само кај нас, а тоа е пред се нели спинување или деформирање на вистинските факти во интерес на тој што ги лансира или ги објавува. Мислам дека, ако ми дозволите да бидам малку цинична, мислам дека оваа промена во поддршката се должи на тоа што ние како општество ја преживеавме и ја надживеавме, символично кажано, Орвеловата 1984. Значи, таа ера на големиот брат кој што наблюдува, се заканува и казнува, е нешто што ние, еве, во тоа можеби сме пред светот, дури пред Америка, нели 84-та сега се чита таму, а ние тоа го живеевме од 2006 па до 2016. Така што расчистувањето на некој начин со тоа поглавје, мислам дека отвори простор за граѓаните да може да проценуваат и да оценуваат слободно, непристрасно и најбитно, јас мислам, без притисок. Значи, не се тука послушните медиуми кои што го перат мозокот, не се тука провладините невладини, замислете, парадоксално, кои што имаат контрапротест за секој протест, не се тука толку активни една група или генерација на аналитичари кои што зависно од хонорарот ќе ви толкуваат политички ставови и програми. И мислам дека тоа се должи пред се на таа промена. Другата работа, мислам дека се однесува на фактот што општеството сепак има потреба од промени. Ние имавме 10 години непрестано владење не само на една политичка класа или елита, туку имавме 10 години владење и на истата кадровска структура. Значи, немавме ни политички, ни кадровски промени. Истите ликови, истите министри, истото раководство и така натаму. И третото, и со тоа и веќе заклучам како вовед, мислам дека граѓаните сега како резултат на таа крупна или целокупна промена, конечно, еве, символично да се изразам, имаат можност да чујат, например, како во парламентот гласат нивните пратеници од ВМРО ДПМН. Никој ниту ги познавал, ниту имал прилика да ги чуе како дебатираат. Затоа што 10 години во општеството, во државата, во институциите, во собранието немаше дебата. Ермира, еве, Трошановски еден од заклучоците е дека луѓето се слободни, па можеби сега кога се прави телефонска анкета, ова е телефонска, чинам не е теренска, и не се плашат да кажат навистина за кого се, затоа што верувам дека можеби еве тоа може точна констатација дека имале и страв. Меѓутоа, што според вас, на што се должи тоа? Дали македонскиот народ, мислам, дали луѓето во Македонија се приклони да бидат кон победникот, односно кон владеачката структура, па така се изјаснуваат, или навистина почувствувале промена после 100 дена влада да решат дека еве навистина тоа е тоа и овој пат СДСМ да избие пред ВМРО ДПМН. Во политичката психологија и како се развива јавното мислење, повеќе од овие причини што ги спомнавте, се валидни аргументи да се толкува денешната ситуација.
ослободувањето од онаа спирала на молк која што замолкнуваше цели слоеви на нашето општество поради страф од реваншизам од било каков тип. Веќе таа спирала се одмота и луѓето се послободни. Ние во првото истражување кое што го правевме заедно со МЦС и Телма на почетокот од овој проект, каде што Институт методолошки помагаше, не успеав, имавме најголема грешка кај СДСМ, токму поради тоа што истражувањето беше правено во еден амбиент на замолкнување на испитаниците кои што не во целост беа искрени во своите одговори. Сега веројатно ситуацијата е друга, луѓето повеќе се поискрено се изразуваат. Друг момент кој што би го поддржал стојалиштето на Кржаловски е дека две причини што се должат на промена на овој рейтинг се катарзата која што ни се случи од политичката, неподносливата политичка тензија во изминатата година и моментот на виктимизација кај СДСМ и ЗАЕФ како директни жртви на насилствата во собрание, нели нашиот народ сака да се чувствува со оние што страдаат и оние што се изложени на неправда. Тоа е еден од клучните причини зашто сега е поддршката голема, бидејќи таква промена како што сега се случува во рейтинзите, особено кај Груевски и ЗАЕФ, но и во политичките партии, е многу ретка појава вака радикален пресврт кај јавното мислење. Таа единствено може да се случи во теоријата јавно мислење, доколку има некакви потресителни настани во општеството, а кај нас беше тоа исклучително теоријата се потврдила во пракса. Да, и теоријата се потврдува во пракса, можам да кажам. Фокусот на денешните анализи се однесува на повели Крзовски. Само пред да преидеме на новите, мал коментар за ова, значи на претходните, ако добро се сеќаваме, анкети на првата беше 4,8 разликата во корист на ВМРО ДПМН, вториот пат 3,9, на самите избори испадна околу 1,5. А на двете анкети понатаму беа помалце од 1%, ама се уште во корист на ВМРО ДПМН. Сега е прв пат СДСМ во водство, но пак земајќи ја предвид статистичката грешка, иако разликата е малку поголема, сепак не е толку драстична или драматична, освен фактот што СДСМ е сега прв. Меѓутоа е над 3%, ако ја земеме во предвид статистичката грешка, што за прв пат се појавува. Претходниот пат е помалку од 5%, така да се уште има доста отворен простор до самите избори и за крајниот исход, кој ќе има повеќе гласови, иако ова што утре ќе се објави, ќе се коментира, ќе го ставиме тоа за другите, укажува дека веројатниот исход ќе биде во корист на СДСМ. Во однос на фокусот денешен спомина 100 дена влада и сега имаше коментари, меѓутоа имаше и забелешки на опозицијата каде потврдила владата, дали се тоа странските инвестиции и слично. Јавноста генерално ги критикуваше кадровските решенија на владата и за прв пат се случи под притисок на јавноста да биде сменет одреден функционер, што до сега и не се случувало, значи има некој фидбек во однос на тоа. Меѓутоа генералната слика кога ги видовме резултатите од анкетата покажува дека околу 60%, 58 нешто, се задоволни од првите 100 дена влада. И прашањата кои се поставени и ако ги гледаме на национална основа и кај албанците и кај македонци постои истото задоволство. Боби Христов ги презентира како и секогаш резултатите од оваа анкета, па да видиме какви се бројките за да можеме и понатаму да дебатираме. Две поголеми групи на прашања кои што се однесуваат на 100 дена за одработата на владата, како и некои перцепции и движења околу локалните избори кои што предстојат, како што најави Жане, се тема на вечерашнава топ тема на ваша страна и на оваа анкета. Почнуваме со првите 100 дена и првото прашање е она стандардно за ваков тип на одговори, за ваков тип на анкети. Колку сте задоволни од работата на владата во
првите 100 дена. Одговорите се многу јасни покрај различните ставови. Премиерот Заев може да биде задоволен од оно што е сработено во првите 100 дена. 58,9% се задоволни од оно што владата го сработила во првите 100 дена. 34,9% се незадоволни и 6,2% не знаеле или одбиле да одговорат на оваа прашање. Тука имаме интересни податоци кога станува збор за крос етничката крос табулација. Да ги видиме овие податоци во однос на тоа како гласале македонците и албанците. Нема да навлегувам во детали и ќе ги оставам за дебата и анализа во понатамошниот дел со твоите гости, Жане. Меѓутоа, впечатливо е дека е голем бројот, поголем процентот на поддршка кај етничките албанци споредено кај македонците. Меѓутоа, недвојбено голема е и поддршката кај македонците, некаде околу 14% поени е поголем бројот на оние што се задоволни од оние што не се задоволни од работата на владата. Еве, стандарден прашалник за показателите и резултатите. Останува да слушнеме коментар од нашите вечерашни гости. Жане? Благодарам, Буби. И само да кажам, кај македонците и кај албанците во однос на задоволството, значи нема големи разлики. Ермира, генералната оценка е дека се задоволни кога се над 50%, да речеме дека се во позитива. Дали со оглед на тоа што сте биле во политика, во владеачка партија, мислењето на граѓаните, особено во првата година, во втората година е секогаш позитивна и добро е што можеби нацијата очекува и дава кураж на владата. Дали ваквото задоволство е заради тоа што се оптимистични луѓето или дека промените што ги очекуваат не се завршени, тоа ќе ги видиме и во подоцнежните анализи, меѓутоа задоволството е очигледно. Мислам дека една вака прилично висока доза на оптимизам би можело да се дефинира како општа карактеристика на општеството или на државата во овој период по промената на власта. Мислам дека тоа се чувствува во секој, повеќе или помалку во секоја димензија од животот. Кај обичниот граѓанин, не знам, кај бизнес заедницата, кај невладиниот сектор, кај воопшто генерално во државата. Дали тоа се должи само на тоа што имаме една промена на власта? Не сум сосема сигурна, мислам дека се должи на повеќе елементи. Поконкретно во албанската заедница, таа поддршка на промената, мислам дека е практично само констатација на една состојба за која што јас како политичар говорев подолго време. Значи, јас бев малцинскиот глас и во сопствената поранешна партија во која што постојано барав промена и редефинирање на односите во коалицијата, па и промена на коалицијата. Тука, извинете, имам баш прашање. Дали сметате дека и кај албанците поддршката е, затоа што се види на изборите, дадоа гласови и за СДСМ, поддршката е заради тоа што се промени ВМРО ДПМН, или пак дека влегоа и други политички партии на албанците? Сепак да не го занимариме присуството на БЕСА, нивниот процент на освоени гласови, нивното појавување на политичка сцена, меѓутоа пред се ангажманот на партијата на села, па популарноста на Таравари и слично, која можеби влијае на позитивниот исход. Мислам дека пред се оваа оценка не се однесува на политичките партии на албанците поединечно, туку мислам дека тоа е една генерална оценка за промената која што е настаната. И јас во тој контекст овој резултат всушност го читам како заедничка или консензуална изјава на албанците во државата против раководството на ВМРО ДПМН, можеби не на партијата во целина, но дефинитивно
кон поранешниот премиер и неколкумина тесни, блиски соработници во неговата партија и во владиниот кабинет. Значи, мислам дека беше генерално чувството на недоверба и на разочараност во однос на пристапот кој што Груевски го имаше кон албанците, кон етничките прашања, кон соживотот во државата, и тоа како последица предизвика таква масовна мобилизација на албанското гласачко тело да се гласа по прв пат дури не за албанските политички партии, туку за Социјалдемократскиот сојуз. Таа криза на застапеност, јас ја нарекувам, кога не се идентификуваш со собствениот лидер, со собствената партија и со собственото, да речеме, раководство политичко во заедницата и бараш спас во друга, односно бараш алтернатива во друга политичка опција, мислам дека тоа се случи како диагноза во политичките превирања на албанците како етничка заедница. Трошановски, според вас на што се должи задоволството и дали е трендовско? Со оглед на тоа што сте правили истражувања и за претходни влади, предпоставувам, дали е таков трендот секогаш кога ќе се смени власт? Трендот е таков, тоа се нарекува bandwagon, значи на социјалните мрежи популарно кажано јавање на бранот на промената или на еуфоријата. Да, се промени на цела парадигма на практикување на политиката, на поимање на политичката реалност. Се разбира тука е односот и на ДУИ во таа коалиција, не само на односот на премиерот кон албанските, кон етничките теми, кон соживотот и меѓуетничките односи кои што ги мобилизира албанците да изберат некоја поинаква политичка понуда. Меѓутоа, ова се однесува горе-доле на изборните исходи од парламентарните избори. Овие резултати што ги гледаме сега, ја не се согласувам дека нема разлика помеѓу, како што рековте вие, помеѓу албанците и македонците. Напротив, гледајќи ги вкрстувањата табеларни, 70% албанци се задоволни од владата, додека 54% се македонците кои што се задоволни од истата, така да има разлика од значителна разлика во проценти, да. Рече си 15, колку е тоа? 17%. Така да, ова во овој дел се должи според мене на перцепцијата кај албанците дека новата влада има надетничка понуда од една страна, преточена во кадровската политика и редефинирањето на СДСМ, од друга страна во заложбите за унапредување на статусот на албанците и албанскиот јазик како некој начин за окружување на рамковниот договор. Иако има тука разочарување, како например потегот на Таравари и слично, кои што кај албанците веројатно ќе би намалиле гласови, меѓутоа значителната поддршка која што ја ужива владата во овој момент се должи според мене најмногу на овие фактори. Кржаловски, 100 дена е време кога, да речеме, и сведоци сме ние медиумите, се кажуваат резултатите или лошите работи од претходната власт, па се вадат афери, трошење на картици и слично, и ние медиумите се занимаваме се уште со минатото. Владата и нема многу објективно време да постигне резултати. И престојата локални избори не можеше ни да направи промени како што сакала, па сите директори се веде назначени, допрва ќе ги назначувала вестинските. И пак она што се забележува во однос на економијата или на странските инвестиции, практично како да не е мрднато од мртва точка. Меѓутоа во едни вакви услови сепак има задоволство. Згора на сето тоа и летни одмори беа, кај што традиционално ништо не се случува кај нас месец и пол, средина на јули до крај на август, така да и тоа одеше начално на штета, но да, јас ги читам слично резултатите, дека бројката од 58, скоро 60% задоволство на национално ниво укажува на тоа што го кажа Ермира, оптимизам кај населението и нормално очекување, природно како за секоја нова влада. Она што ме секира повеќе од истиот график е што многу малце кажале не знам или одбивам да одговори, односно голема бројот и на незадоволни, 35%, што ја демонстрира и натаму големата поларизација во општеството, односно или им се допаѓа или не им се допаѓа
владата, а малку има неутрални или неопределени на тоа прашање. Трето што мислам дека е карактеристично од она што се виде од етничките крос-табулации, го потенцираше Марко дека сепак има разлика. Јас поредив со 2011 сме правили исто анкета за првите 100 дена на владата и тогаш 60% од македонците биле задоволни, сега 55%, значи прилично исто, само се од СДСМ задоволни, тогаш биле од ВМРО, ама кај албанците прилично наопачки работата, односно тогаш скоро 70% не биле задоволни, а сега се. Така да веројатно тоа ја носи клучната разлика, меѓутоа тоа не го девалвира ова дека 60%, односно скоро 2/3 од популацијата се задоволни и тоа треба да се признае. И последно што не беше прикажано од деталните крос-табулации што ги имам, два куриозитета. Едниот го поддржува она што веќе го кажа Ермира, дека најголемо ослободување, така да речем, се чувствува кај администрацијата, односно вработените во државната администрација над 67% искажале задоволство, значи има некој поголем релив. Втори се таму невладините, односно вработените во невладини организации, така како куриозитет. Да, ќе ве замолам да ги кажувате и овие крос-табулации со оглед на тоа што вие работите, нели, заедно со нас подетално на овие анкети кои што ни другите гости можеби ги немаат, не знам. Повелете. Ако ми дозволите, само сакам да додадам, веројатно за тоа ќе има простор за натамошна дебата. Објективно сметам дека јавноста не беше во позиција целосно да ја види, да го види перформансот на владата, затоа што ВМРО, веројатно како последица од леснотијата со која што апсолутно владееше и никој не спореше 10 години, не може се уште да се ослободи од таквиот начин на политичко однесување. Значи, во политиката постои нешто што се нарекува джентълменство. Во конкретниот случај тоа значи дека во првите 100 дена вие нема да и дишете на врат на власта. Ние веќе имавме 4 интерпелации, што е апсолутно необично, нетипично во првите 100 дена. Имаме целосна блокада на собранието со, не знам, 5-10 колку се пратенички групи, бесконечна дебата за јавниот обвинител. Денеска видовме што се случи во собранието со предлог законот за јазиците. Значи, претпоставувам дека тоа политичко однесување се должи на фактот што предолго, прелесно се владееше на собствен терен во кој што никој не ви спори, никој не ви противречи, со никого не чувствувате потреба да дебатирате, бидејќи вие сте не грешливи и ја знаете универзалната вистина и така натаму. И сега тука овие 100 дена кои што објективно требаше да бидат период во кој што ние ќе може и да видиме како тоа изгледа, да се промовира малку владата во позитивно, афирмативно светло. Дури ни тоа немавме можност да го доживееме без соопштенија, без пресконференции, без напади и така натаму. Очигледно опозицијата, меѓутоа сигурно Кржаловски се сеќавате кога пред да почнат изборите ги поставувавме и прашањата до граѓаните што според вас треба да направи новата влада. И сите податоци говореа дека најмногу ги интересираат прашањата кои се однесуваат на вработување, на социјала, и тука немаше разлики исто така ниту етнички, значи сите беа за тоа. Па да видиме што ќе ни каже Боби во однос на тоа како сега одговориле на овие прашања. Например, прашањата е на која од следниве области, па наброени се областите, владата посветува најмногу внимание, ама на што пак тие сметаат дека треба владата да посвети најголемо внимание. Така што да видиме дали има разлики во ова, па Боби повели. Што сработила владата, а што очекуваат граѓаните од неа се централните прашања во овој блок. И одиме директно со првото прашање за перцепцијата на граѓаните за тоа што сработила владата во првите 100 дена од работата. Она што беше во фокусот на активностите на владата се одразува и во перцепцијата на граѓаните. 38,5% се изјасниле дека се тоа надворешната политика
политика, тука имаме мала грешка, освен ЕУ и НАТО интеграциите, тука влегуваат сите прашања кои што се однесуваат на надворешната политика, добрососедските односи и прашањето со името. Социјална заштита, зголемување на работните места 7,7 со 7,4%, потоа следува економскиот развој 3,2%, образованието и имаме еден огромен процент на 20% кои што се определиле за некоја друга област, а под тие други области спаѓаат здравство, правосудство, привлекување странски и домашни инвестиции и земјоделие и еден сепак значаен процент од речиси 19% кои што не одговориле дека не знаат или одбиле да одговорат. Но ова е перцепцијата за тоа што сработила владата, какви се очекувањата на граѓаните и што тие сметаат дека треба да биде фокусот на работата на владата. Ќе оставам да погледнете, бидејќи сликата говори сама, сосема поинакви податоци. Она што граѓаните најмногу го очекуваат од владата или сметаат дека треба да посвети најмногу внимание се зголемувањето на вработувањата. Надворешната политика па која што била сега во фокусот на владата во првите 100 дена како приоритет е за само 8,6% од испитаниците, потоа следува 18,4% економскиот развој, 10,4% здравството, социјалната заштита со овие 7,4% поени и тука повторно ја имаме онаа голема бројка од 17% друго, каде што влегуваат сите оние други области за кои што се изјасниле граѓаните: образование, земјоделие, домашни и странски инвестиции, но се со процент помал од 3,5%, некои достигнуваат и под 0%. Повеќе јас нема да навлегувам во некаква анализа, бидејќи ова се навистина интересни податоци за натамошниот тек на дебатата, особено оваа разлика од сработеното и очекувањата што треба да се работи. Жане, повелите со коментари. Благодарам, Боби. Да, очекувањата се оние што беа и пред изборите. Луѓето ги интересира најмногу зголемување на работните места и други некои социјални прашања, меѓутоа фокусот владата го ставила на надворешната политика. Кога зборуваме за надворешната политика, тука било прашањето за интеграциите во Европската унија и НАТО, прашањето за името и други прашања од надворешната политика. Трошановски, зошто фокусот на владата е надворешна политика? Не сте вие во владата за да кажете нели зошто, меѓутоа очигледно голема е разликата од очекувањата, а очекувањата беа познати. Бидејќи анкетите ги објавувавме и пред избори, а и знаат каква држава е Македонија. Разликата токму поради очекувањата на луѓето и перформансот на владата, согледам преку ставовите на граѓаните, укажува на тоа дека луѓето во поддршката на оваа влада и незините 100 дена од работењето не се водат од незините политички перформанси, бидејќи очигледно нивните разочарувања не се пресретнати и не се задоволени, туку се повеќе од такви символички психолошки фактори за кои што претходно зборувавме: бранот на промената, парадигмата, чувството на ослободеност, кидењето на спиралата на молкот и така натаму. Така да околу дискрепанцата и зошто има поддршка, очекувањата не се пресретнати, би го искоментирал тоа накратко. Кржаловски, факт е дека владае некаква психологија различна од очекувањето и тоа се виде по анкетата. Од друга страна, кога владата, знаејќи ги очекувањата на граѓаните, не ги сработила очекувањата, си го работила тоа што сметала дека треба да ја биде во фокусот. Како ви го коментирате? Добро, пак се работи за 100 дена и веројатно на сите им било јасно дека не може да се очекува во тие 100 дена да се реши се и чуда да се направат, и разликата е јасно отсликана на одговорот што најмногу правела владата, тој што беше во јавност најмногу настапна договорот со Бугарија, затоплените односи со Грција и слично, значи главно надворешната политика и НАТО интеграцијата, додека следниот слайд покажува многу повеќе за што допрва треба да се концентрира владата и мислам дека оваа разлика треба да земат предвид
за следните потези во преостанатите 6 и 9 месеци од планот 369. Ермира, подосна ќе ги видиме и оние кростабулации албанци и македонци, меѓутоа генерално секогаш бројот на албанците кои што биле за евроинтеграција и НАТО бил поголем од македонците, сега е 29,1% наспроти 27,9% македонци. Значително е голем, меѓутоа факт е дека и претходните анкети покажаа дека имаат согласување и кога се работи за економските проблеми и дека нема никакви разлики. Овој пат, значи, националните, да речем, прашања мултикултура и мултиетнички односи повеќе не се проблем за заедниците. И драго ми е ако е навистина така, но гледајќи го циркусот во собрание деновиве, мислам дека се уште постои определена струја во партиите, во општеството, која што и понатаму сака да ја вергла таа приказна на поларизираност. Мислам дека таа е веќе прочитана и потрошена. Јас мислам дека не случајно и не ненамерно фокусот на владата е токму во надворешната политика и евроинтеграциите, евроатлантските интеграции, затоа што таа интеграција носи стабилност, создава работни места, обезбедува странски инвестиции, социјална сигурност и така натаму. Значи, тоа е столбот. А столбот во изминативе години, за жал, беше нарушен. Ако не скроз срушен, тогаш беше оштетен, сериозно. Значи, кај нас 10 години се градеше фама и мит за тоа како ние сме жртви и нас светот не сака. А всушност, оваа кампања на владата во надворешната политика ја побива таа теза и покажува дека всушност проблемот не била ни државата, ни граѓаните, значи ни нацијата, туку била владата. Бил тој естаблишмент кој што водел погрешна надворешна политика. Така што мислам дека воопшто не е погрешно, напротив мислам дека е погодена таа стратегија на враќање на државата во меѓународната сцена. Ќе одиме со реклами и само мора да потсетам дека една анкета пак покажа дека граѓаните кои беа анкетирани сметаат дека најпријателска земја е Русија. И во тие околности, ако зборуваме за евроинтеграциите и за НАТО, немавме баш некои, нели, значителни резултати. Очигледно дека е навистина сменета климата и оваа анкета покажува на каков пат е Македонија и какви се размислувањата на граѓаните и дека очигледно дека се сменети многу нешта. Пауза за реклами и продолжуваме со анализа на првиот дел од анкетата на Телма МЦМС спроведена од Емпроспект. Ги видовме очекувањата на граѓаните, меѓутоа и што спровела владата и во кои области. Јас само да кажам дека нема битни разлики барем од оние кростабулации. Генерално се забележува во здравството една разлика, дека она што го направила досега владата во областите на здравството, албанците ми се чини дека околу 7% сметаат дека е добро направено, многу помал е процентот 1,неколку% на македонците. Можеби тоа се должи на тоа што имаат министер албанец. Во другите области, без оглед на тоа дали имаат министер албанец или не, нема таква ситуација. Очигледно дека Таравари, иако еве според оваа анкета, ако така кажеме, имал добра, бил во позитива, сега веќе со кандидатурата за градоначелник на Гостевар, можеби сите овие предности ќе ги нема, ако доколку не ја добие битката. Меѓутоа Каржаловски, еве уште еден кус коментар на овие разлики, дали имате можеби кростабулации кои покажуваат нешто друго? Па не овде интересно дека баш скоро и да нема, освен ова што го наведе кај здравството, дека во другите сегменти скоро идентично, нема скоро никаква разлика меѓу етничките македонци и албанци. Односно има прилично јасна изедначеност и во проценката што највеќе правила владата и тука е неприкосновено дека ЕУ и НАТО интеграцијата била. Другите се дури со занемарливи проценти, сите се под 10%, значи убедлив фокус спрема перцепцијата на граѓаните било на надворешната политика и интеграциите. Од друга страна, она што треба да загрижи владата за следниот период е дека тоа воопшто не одговара на очекувањата и потребите на граѓаните, односно ЕУ и НАТО интеграцијата е важна само за 8%, 8,6% од луѓето, малце поважна за албанците, ама незначително повеќе и тоа може да се удри од глава, нели, особено ако кога ќе дојде време за извештаите на Европската унија, веројатно од декември една одлука и во март за редовниот извештај, како и следниот самит на НАТО, ако не се лажам, идната година, ако нема битна промена, а не гледам дека ќе се случи од она како реагира Грција, дека
е прашање колку на овој бран и натаму може да се има поени оваа влада, а наспроти тоа очигледно Кочан Ѓурчевски има многу работа, бидејќи најголемите очекувања се од економскиот развој и изголемување работни места, значи треба да продолжи она што, да речем, и претходната влада релативно подобро го работеше, намалување на невработеноста и инвестиции без оглед странски или домашни. Оваа влада сака домашната економија да стимулира повеќе, но да гради веројатно на она што веќе беше направено претходно. Трошановски, кога очекувањата се големи, навистина не е лесно. Следна анкета би покажала можеби по еден реален резултат во однос на постигнувањето на владата, меѓутоа каков курс треба да се задржи за да не дојде одеднаш до критика? Мислам дека клучно е тука да не се градат превисоки очекувања, како што спомена Каржаловски, како што тоа беше во случајот со амбициите на владата за внесување на Македонија во ЕУ и во НАТО. Тоа се многу опасни. Мислам дека самата влада сега, она што можам да го приметам, внимателно и суптилно и полека ретарира од таа првична еуфорија. Да, меѓутоа јас се сеќам на првичното интервју на Заев со новинарите во МТВ, малте не готово до крајот на годината ќе влеземе во НАТО, а името ќе се реши сигурно. Апсолутно, значи многу е изгледно дека тоа нема да се случи. Гледаме дека сега фокусот се повеќе на враќање на препораката, да се толкува како голема придобивка од работата на владата на полето на евроатлантски интеграции, што според мене во неколку прилики и наврати сум го кажал, тоа е извесен исход кој што ни следува, да речеме, по успешно завршените избори и трансферот на власта каков таков. Значи, креирање на такви високи очекувања е она што не треба да се прави во иднина. Гледам дека лекцијата владата е научи на некој начин со ЕУ и НАТО, ќе видиме колку опозицијата ќе капитализира на оваа дискрепанца која што ќе се појави дефинитивно во предстојниот период, каде што ќе ги повикува на одговорност за дадените превисоки ветувања функционерите во оваа влада. Така да единствено и овде владата имаше некои превисоки очекувања, меѓутоа можеме да зборуваме и за реформите во правосудството, каде што се ветуваше реизбор на судии, кој што нема да се случи, каде што се ветува 500 евра, нели, потоа во економијата, каде што се ветува 500 евра плата, кој што е проблем, нели, се уште не е на повиток, меѓутоа ајде да речеме дека повторно ова е меден месец, реално имаше премногу обструкции во парламентот и во кадровската политика, нели, и обструкции од локалните избори кои што сега доаѓаат, да кажеме дека потврлила во другите области владата, особено во делот на меѓутоа факт е дека ветувањата, ако не се реални, навистина ќе им се удри од глава. Каржаловски, само кус коментар, бидејќи Ермира мораме едно политичко прашање да ја прашам. Не може да избега од политички прашања. Многу кратко ги коментиравме работите што ги има во податоците, а тука се две работи што сака да ги стакнам битни, што ги нема. Едното веќе го начна Марко, дека борбата против корупцијата или криминалот скоро и да го нема, и тоа може би се објаснува со големата толерантност кон корупција во нашата јавност. И втора работа што ја нема се бегалците, нешто што се дебатираше цело лето, а тоа воопшто не е важно за граѓаните. Значи, ниту се очекува голема борба против корупцијата и криминалот во наредниот период, може би заради оптимизмот и свртување кон повесели теми, ама и не е толку битно ова што се форсира со референдумите во исто време со изборите за прашањето на бегалци, граѓаните воопшто не ги спомнуваат. Ермира, како вовед во прашањата кои се однесуваат на тоа какви градоначалници луѓето сакаат и што им се приоритетите, со случајот со Таравари се покажа дека тоа има голема предност во ресорот. Ресорот здравство според албанците е добро покриен. Меѓутоа му се случи дека кандидираат за градоначалник. Кај другите министри албанци не се покажа разлика во однесувањето или очекувањето или резултатите. Што кога еден политичар ќе го изгорат, еден министер за здравство успешен го ставаат како кандидат за градоначалник. Вие
за жал, после толку голема политичка кариера, имавте едно такво политичко искуство. Кога некој е во подем, дали намерно го згаснуваат, иако може би Таравари во гостивар, како личност, како политичар е потврден, меѓутоа, ако покажува на едном резултат, место резултат, зашто го шалтаат на друго. Дали овие проценки се должат на вакви анкети, или се должат на нешто сосема друго? Дали проценката ермира да не биде градоначелник, ермира да не биде пратеник, се носат врз основа на анкети или врз основа на нешто друго? Па сигурно и врз основа на анкети, врз основа на тоа колку одредена личност е политички подкована, колку е подготвена, храбра, колку има интегритет и во кои принципи верува. Така, ако верувате во одредени принципи, може да станете нотар, например. Или може да се кандидирате за градоначелник на Гостивар од функција министер, нели популарно наречено да се прескокне или скокне од кој на магаре, ако не се лажам, таков е изразот. Или градоначелник на Тетово од вице-премиер за европски прашања. Тоа се тие парадокси во нашата политика, кои што само ја одразуваат суетноста на нашите не докрај за жал реализирани политички лидери, кои што кадрите во собствената средина наместо да ги зацврстуваат и да ги култивираат, така да се изразам, за да може тие да застапуваат најдобро во најдобро светло идејата на партијата, па и собствениот народ, собствените гласачи, тие одлучуваат дека таквите успешни карактери во политиката не се повеќе потребни. Така што тоа е таа иронија неподнослива, но сепак таква е иронијата. Всушност, со која што се соочувате во нашите политички прилики и алтернативата тогаш или дилемата што се поставува е каков политичар всушност треба да се залагате да бидете сервилен, безгласен, кој што се одобрува и се слепо поддржува, или пак ќе бидете нешто друго, а не политичар во една средина која што не го трпи личниот интегритет. Така што тоа е тој мој коментар. Тоа е реалноста. Какви политичари, односно какви градоначалници сакаат граѓаните? Што смета дека треба да им бидат приоритети во програмата? На што најмногу треба да обрнат внимание? Сите тие имаат слика за тоа што се очекувањата, меѓутоа факт е дека на крајот, затоа изборувавме со Ермира, партијата ќе реши кој ќе кандидира, а многу малце, барем за сега, да? Да не заборавам, бидејќи мислам дека го изумив. Мислам дека одговорот на ова прашање се отворените листи. И се додека ние не сме подготвени како општество да усвоиме изборен законник со отворени листи, ние и понатаму вака ќе се вртиме во затворен крug. Прашање пред секои парламентарни избори кои што го решаваат големите партии, на кои што очигледно не им оди тоа во прилог. Да видиме какви се очекувањата на граѓаните по прашањата за кандидатите за градоначалници. Македонија не би била тоа што е или стана некакво политичко равенство на политички план да се поистоветуваме со тоа што речиси секоја година имаме избори. А сега имаме, ни предстојат локални избори и следниот сет прашања се поврзани токму со локалните избори, кои што во политичките анализи веќе почнаа да се коментираат од два аспекта. Дали се тоа редовни локални избори или своевиден референдум за поддршка на новата влада, кој што пак понатаму, а тоа веројатно ќе се говори во текот на дебатата, би биле некаков индикатор за можни нови предвремени парламентарни избори на пролет, но да почнеме со ред. Токму затоа го поставивме на таков начин поради ваквиот диапазон на дебата околу локалните избори, на таков начин го поставивме и првото прашање во овој блок. Дали според вас овие избори се редовни локални избори или можна проверка на рейтингот на политичките партии, која што би водела и кон евентуални нови избори понатаму во зависност од развојот на политичката сцена. Редовни локални избори 60% од испитаниците, 31,3% смета дека се можна проверка на рейтингот на политичките партии и вовед во некакви комбинаторики за понатамошни парламентарни избори. 8,7% е процентот на оние кои што не одговориле на овие
прашања. Но со оглед на политичката дебата која што се води и дилемата дали ќе доминираат националните, големите национални прашања или локалните, го имаме и ова следно прашање: што клучно ќе влие на вашата одлука при избор на кандидатите за градоначалник и советници, односно дали нивната конкретна понуда или локалните прашања. Наспроти сега, во доминантната реторика за големите национални прашања, безмалку 70% или 69,6% сметаат дека на нивната одлука ќе влие конкретната понуда за решавање на локалните прашања, 19,5% ставовите на партиите за клучните национални прашања и оние 10% кои што велат дека не знаат или не можат да се одлучат за ниту една од овие опции. Ако пак сето ова го продлабочиме на тоа што значат локални прашања и проблеми, ги имаме следниве одговори: локален економски развој, урбанистички планирања, комунални дејности, животна средина, социјална заштита, образование, култура, 8,7%, други прашања кои што доминираат во одговорите, но доминантно со 33,8% се оние кои што одговориле дека тоа е локалниот економски развој. И последното прашање во овој блок повторно е поврзано со актуелните дилеми. Во услови кога на 2 дена пред крајниот рок за номинација на кандидатите, се уште не знаеме голем дел од кандидатите, прашавме што ќе има клучно влијание на вашиот избор за градоначалник. Опциите се следниве: кандидатот, неговата личност, образование, репутација и искуство, и тоа доминира кај 47,1% од испитаниците. Квалитетот на изборната програма што ќе ја понуди е второ, 38, нешто повеќе од 38%, и партиската припадност 5,3%. Но не секогаш ваквите перцепции соодветствуваат на резултатите, односно клучната дилема во дебатата понатаму би била дали всушност сето ова се потврдува и низ досегашната пракса. Жане, знам дека твоите гости, нашите вечерашни коментатори на оваа анкета имаат доста солидни познавања и од оно што значи историја на локалните избори, па очекувам одговори и многу, можеби и нови суштински дилеми во пресред на предстојните локални избори. Повелете. Благодарам, Боби, но за одговорите ќе почекаш и ти и гледачите веднаш по овие реклами. Да подсетиме, на прашањето што клучно ќе влијае на вашата одлука при изборот на кандидати за градоначалник и советници на одредена партија, 69,6% одговориле дека тоа е конкретна понуда за решавање на локалните прашања. Кои се за главни приоритети кои треба да ги има во програмата на градоначалниците? Исто така луѓето велат дека тоа е локалниот економски развој, дури 33,8%. Меѓутоа голем е и оној кој вели дека треба да има урбанистичко планирање со оглед на состојбата очигледно во градовите со дивоградбите и со урбаната мафија. И секако комуналните дејности, значи ги ставаат на предимство на локалните прашања. Меѓутоа, кога ги праша што ќе има клучно влијание на изборот за градоначалник, секако тие сметаат дека е кандидатот, неговата личност, образование, искуство и репутација. А потоа е квалитетот на изборната програма што ќе ја понуди. Па, еве прашања за сите во студиово. Ермира, очигледно дека луѓето сакат да препознаат личности кога доаѓаат локални избори. Градоначалникот да биде можеби и познат во средината, да биде познат по неговите резултати и остварувања. За жал не добиваме од партијата таква понуда, а мал е бројот до сега, освен колку што се сеќавам во Македонски Брод каде што има 7 независни кандидати, меѓутоа тоа е резултат можеби на тамошната економска состојба. Нема истакнато многу независни кандидати. И повторно партиите ќе одлучат за кандидатите. Каков е вашиот коментар во однос на еве очекувањата и реалноста повторна на граѓаните? Тие точно знаат што сакаат?
граѓаните пред избори точно знаат? Да, тие точно знаат што сакаат, но партиите не го знаат тоа, бидејќи партиите сакаат да си ја слушаат сопствената вистина, не сакаат да се соочат со објективната вистина на теренот. Знаете, јас мислам дека еден од проблемите тука се однесува и на тоа каква политичка традиција ние имаме, во партиите особено. Значи, има некоја практика во поразвиени демократии, се согласувам, тука контрааргументот ќе биде добро, ние не сме развиена демократија, но идејата е да партиите ја отворат таа внатре партиска трка не на 3 недели пред избори, како што се случува кај нас. Ние ни ден денес не ги знаеме сите кандидати. Некое конспиративно тактизирање, кој кого ќе го стави на листа, кој кого ќе номинира, а за возврат граѓаните имаат прекратко време да слушнат која е понудата. И потоа ќе чуете, да, еве Дуи, да речеме, настапи со нов лик, но јавноста не го познава. Па не може доволно да го запознае за 3 или 5 недели. Најмалку 3 или 5 месеци ќе му бидат потребни или ќе и бидат потребни на било кој кандидат во било која политичка партија, па и независен ако сакате, за да успее да се промовира и да се етаблира во заедницата. Меѓутоа партиите кај нас се чувствуваат комотно бидејќи секогаш се повикуваат на инфраструктурата. И тоа ќе го чуете како аргумент секогаш, малтене. Дека ние ја имаме инфраструктурата, ќе го повикаме членството, тие се мобилизирани, ние во секое време може 2000 активисти да повикаме, да собереме во партија и така натаму, и тие ќе ја завршат работата. И сега прашањето е што значи завршување на работата во демократија. Значи дека се гласа по инструкции, не се гласа по убедување. Иако јас мислам дека и во тој аспект последните парламентарни избори навестија една промена, затоа што тоа традиционално гласање, да речеме, особено изразено во албанската заедница, каде патер фамилијас ќе каже како ќе гласаат жените и децата, сопругата и децата, беше сериозно предизвикан како концепт. Значи, тоа традиционално гласање или собирање на татковците во фамилијата или постарите, најстарите членови за да добијат инструкции, не помина на изборите. И мислам дека тоа говори само по себе за или е најава за едно политичко зрење кое што на овие избори може и да изненади. Не сум сосема убедена колку, но може да бидеме изненадени. Кржаловски, ако ги гледаме кроз табулациите, кај македонците и албанците нема разлики ниту во очекувањата за кандидатите, ниту во приоритетите и слично. Значи, локалните проблеми им се битни. Меѓутоа, што се случува во Македонија? Имаме традиционални средини на едната партија бастиони и на другата партија. Например, ако сум јас и сум од општина Газибава, секогаш знам дека таму победува ВМРО ДПМН. И тука не го гледам кандидатот воопшто, тој е небитен во таа ситуација. Кој да кандидира, таа партија ќе победи. Каде што пак имаме, можеби, традиционални средини, како што се покажа, Центар беше тешко на претходните избори, имаше разни работи, меѓутоа еве, предност има СДСМ во таа средина. Значи, тука програмата, се што сакаат луѓето, апсолутно е небитно. Можеби копијата ќе се кршат во Скопје и многу е битно градот Скопје како ќе биде резултатот, но еве на дополнување на ова што го кажува Ермира, колку и да луѓето сакаат да им се решат локалните проблеми, кандидатот да биде добар и да гласаат за него, тоа е навистина неможно и многу општини патат поради тоа. Како што се покажа дека има одлични градоначалници, има традиционални, мојава општина е таа никогаш не развиена, не исчистена и ништо не се случува таму. Добро, мал коментар за самите бројки на овој последен дел. Очигледно, ако се оствари ова што го велат граѓаните, се оди на класично дека за на локални избори се локалните теми битни и овде има голема поддршка за тоа, значи националните прашања не би требало или најверојатно нема да играат улога EU интеграција, бегалци и слично, туку баш локалниот развој
економијата во секоја општина, депониите, гледаме тоа е и урбанистичкото планирање. Кај албанците малку за образованието е битно и малку битно е животната средина, веројатно заради случајот Тетово и Струга од летоска. Така да се надам дека ова полека ќе не доведе во понормална држава на локални избори за локални теми да се зборува и тие теми да одлучуваат, како што покажува анкетата. Може би има мала дискрепанца меѓу очекувањата на кој да се занимава со тоа и кандидатот, бидејќи има се уште повисок процент на гласови кај кој личноста одлучува. И сега тука е улогата на партијата што беше нагласена, дека можеби ќе се форсираат кандидати кои подобро се попознати, иако можеби појма немаат од локален развој, урбанизам и овие теми кои се битни. Да, обично бираат докторот во мала средина, сите го знаат. Да, тука мислам дека ќе биде интересен случајот на Таравари, бидејќи мислам дека повеќе ќе се загуби со тоа што не е министер за здравство, бидејќи се покаже анкетава дека веќе го ценат и со тоа малку време што е дека се чувствуваше раздвижувањето таму, отколку што можеби ќе добија на локални ниво, пошто не е економиста, да речем, бидејќи тие се или урбаниста човекот. Не мора да значи, можеби квалитетот кај негов ќе реши во оваа ситуација, меѓутоа ќе биде интересно да се види исходот. Ако се префрлиме на ова што велите, да, кога ќе се сумираат на крај, кога ќе се коментираат после резултатите, ќе биде интересно да се види исходот во однос на парламентарните. Она што анкетата покажа, бидејќи викам сепак не е толку многу различно, значи СДСМ преде во водство, но веројатно не толку значително да направи драстична промена и по мене веројатно СДСМ ќе освои повеќе гласови, но најверојатно ВМРО ќе освои повеќе општини. А СДСМ ќе ги освои поголемите, како што се рефлектираше на веројатно Газиба се уште ќе остане. Па не само како еден најтипичен пример. Некои ќе бидат интересни и блиски за одлучување. Трошановски, во однос на овие прашања за очекувањата за кандидатите и партиските решенија и да неминовно морам да го поставам прашањето и особено и Ермира се покажа на парламентарните избори дека СДСМ зема гласови од албанскиот политички корпус, веќе и промовираше свој кандидат, жена албанка во Рачинова. Значи ли тоа дека повторно овие гласови би се поделиле и иако не можам да кажам дека очекувањата и гласањата на парламентарни избори и локални се исти, затоа што очекувањето на локално ниво се навистина конкретни и анкетата покажува за разлика од парламентарни. Ако тогаш сакале да ја казнат власта, сега не знам дали би сакале да ја казнат партијата на албанците евентуално. Да, дефинитивно мешање на централни теми и теми од локалната власт не е нешто што е препорачливо за политичката, за предизборната реторика на било кој од овие две партии. Дефинитивно обидите да се поистовети тема од национален интерес, лажна тема од национален интерес, бегалското прашањето на мигрантите и да се врзат локални референдуми со изборот за локален кандидат и да се направи равенство помеѓу нив, таа тактика не е баш најдобра, зборам прагматично политички, се разбира дека не е добра од некој етички аспект. Така да постои емансипација на електоратот. Таа е видлива. Не само тоа, видлива и во имавме 27 независни кандидати обезбедија потписи и 47 листи на советници собра независни собраат потписи. Тие не се кандидираа можеби, меѓу што е дефект на изборниот систем кој што треба да е отворен, кој што една голема партија нема храброст до сега да го направи тоа, нити во скоро време ќе го направи, иако сите треба да притискаме како јавност, експерти, медиуми тоа да се случи или да се барем модулира нашиот изборен систем да изнедрува квалитет и личности со интегритет и компетенции наместо партиски кандидати. Така да електоратот зрее и исто така е случај. Пример за ова се и минатите локални избори каде што кандидатите освоија повеќе од своите партии гласови. Например, Коце Трајановски освои повеќе
гласови отколку што освои ВМРО, советничката листа на ВМРО. Мислам дека и случајот со Јане Макредули беше така, не сум сигурен, меѓутоа ова зрење е пак по типично за големите градски средини, емансипација на електоратот зборам, кај руралните средини, иако табеланите вкрсувања не го покажуваат тоа, навидум таму нема разлика, мојот впечаток, а и исходите до сегашниот локалните избори, се дека сепак гласачите не гласаат за понудените решенија за локалните проблеми, туку гласаат и го поистоветуваат нивниот избор со преференцата за политичка партија на крајот на краиштата. Чисто сакам да сумирам дека повторно животната средина како тема е меѓу пониските приоритети побарување на електоратот, нешто што е за жал, тоа е трагедија Да беше зима, може ке беше меѓу првите. Да. Кај нас е така, трендовски. Ако е лето, забораваат. Тоа е дефинитивно стрекна околност за актуелните градоначалници, бидејќи сите ќе бидеа многу посензибилизирани за состојбата во која што сме сега, меѓутоа ние како електорат да го немаме ова побарување како приоритетно, во земја каде што дефинитивно се труеме и сме во некое доброволно самоубиство секоја есен и зима, не е нешто што кажува добро. За крај, Ермира, само коментар на прашањето во однос на зимањето на гласови од албанскиот политички корпус, дали мислите дека тоа ќе се случува и на локалните избори, и СДСМ веќе промовираше кандидат жена во Арачиново. Прашање и што ќе се случува со советите? Обично си бараат поддршка на локално ниво партиите за да направат одредена коалиција и тука ќе биде многу комплицирано според мен. Не ми е до крај јасно како ќе се настапува на овие избори. Например, Гостивар ќе се надпреваруваат кандидат на ДУИ и кандидат на Алијансата, двајцата се коалициони партнери во централната власт и двајцата ќе сметаат или калкулираат со гласовите на СДСМ, например. Предпоставувам. Дали ќе се оде и во прв круг со таа поддршка, тоа би значило СДСМ да нема сопствени кандидати, па да не ги мери силите, да речеме, со потенцијален кандидат на ВМРО. Но еве ќе заклучам со она што го чув вчера од шефот на изборниот штаб на ДУИ за Чаир, вице-премиер за евроинтеграции. Ако не беше лапсус, тој кажа дека оваа реформска влада ќе настапи со заеднички кандидати на изборите. Доколку беше лапсус, треба да се коригира. Ако не, тогаш веројатно има некаков таков договор за меѓусебна поддршка уште во првиот круг. Во советничките листи тоа обично се случува, кандидатите се истурени играчи на партиите, а во советите под маса практично се решаваат изборите. Во тој случај ќе може да говориме више за таа долго навестувана промена на парадигмата за заеднички кандидати, за заеднички листи и за некакво граѓанско општество фактички. Ви благодарам на сите што бевте аналитичари на резултатите од анкетата. Тоа е првиот дел од анкетата. Утре следат рейтинзите. Ќе повторам уште еднаш дека најновата анкета на Телма и МЦМС, која изработи Проспект од 4 до 11 септември на 1005 испитаници покажува целосна промена на политичката реалност. По 11 години СДСМ во нашата анкета има водство над ВМРО ДПМН. Истото се случува и кај лидерите на овие две политички партии, но само толку ќе откријам и да напоменам дека она што се читаше денеска по некои портали кои се блиски на ВМРО ДПМН се всушност спинови и неточни информација. Тука и Кржаловскиот МЦМС кажа дека единствени анкети што се изработуваат во релација со МЦМС се оние што се со телевизија Телма. Ви благодарам за вниманието и вас за учеството. Имајте пријатна вечер.